има право да бира средства и начин да се одбрани. Не пишува таму колку и како. Дали САД да бираше средства кога ја нападна Србија во СССР? Дали бираше средства во Ирак кога? Дали има сега бира средства во Афганистан? Не. Затоа што интересот мора до крај да се брани така како треба да се брани. Ние тоа не го направиме. И затоа ни се случи тоа што ни се случи. Апропо на ова, и уставот и законите мора да регулираат кој во оваа Република Македонија има право да подпишува спогодба после војна, дали ќе ја подпише капитулацијата или ќе ја подпише победата. Нема нерешено. Некои министри обидуваат дека нерешено, нема ни нема, не. Ниту една битка не завршува со нерешено. Се знае тој што е виновен, ќе седне на маса и ќе си подпише капитулација. Тоа го направи германите во два наврати, тоа го направи Австрија во еден наврат, така. Значи, тука нема пардон, тоа мора да се регулира со закон. И јас сега како учесник во одбраната на оваа држава, знам зошто одам таму, зошто ќе ја бранам оваа држава, што ми следува после тоа, како е заштитено моето совество и така. Значи, овие регулативи ќе мора да се... Еден ден некој ќе мора ова да го постави. Прашам Милерет, за да се доведе одбраната и безбедноста во ред. Кои се резистите кои Македонија ги има моментално? Ник можеме да ги условно речено складираме во внатрешни и надворешни, ова што рече генералот, европска безбедност и одбрана, балканска и на крајот Македонија како центар во Балканот. Прво, не е шега кога зборуваме дека не сме се уште членки на НАТО алијансата и на Европската унија. Ние сме сега некој недефиниран сателит на тие две организации. Штом си недефиниран, значи немаш некој права кои ги имаат државите кои се веќе внатре во НАТО алијансата, односно во Европската унија. Тие не гледаат со некои темни наочари, а што ме гледаат со темни наочари, не знаат на кој сте и што сте и како сте. А знаат да параат од нас да ги минуваме законите и така. Значи, опасност постои. Меѓутоа, дали кога ќе се влезе во НАТО се решава? Вие го читавте, ја читавте анализата на CIA, која вели НАТО алијансата до 2025 година може и да си пропадне. Еве еден услов. Што во еден таков хаос? А ние имаме армија од негде околу 6.500 луѓе плюс некоја резерва се на сето. И замислите сега, да ги одмотаме конците да се врати 2001 година. Не да Боже. Нашата тогашна армија, резервата, броеше негде околу 60.000. Од тие 60.000 можете да земате да враќате како сакате. Сега резервата до 2017 година ќе биде околу 1500 луѓе. Колку пред луѓе кои потребите? Колку? Дали некој размислил за таа одбрана? За здравието на оваа држава. А здравието на оваа држава е прво економијата, безбедноста, одбраната. Значи, овие работи ќе мора добро човек да ги размисли и да свати дека сега не сум во НАТО, НАТО нема обврска да ме брани, и ако некој се договори, знаете како е тоа. А се гледа како ни даваат клоци. Прво Грција, а сега Бугарија почне да не тресе, Албанија не е невозможно тоа остори, Србија ако влезе пред нас исто ќе остори и така. Значи, тука негде плива. Следно, голем број на нелегално оружје во Македонија е во рацете на луѓе кои не им мислат добро на оваа држава. Символично нешто, нели, ја разоружаме она, изедоме околу 3.500 оружје, а кој знае колку имаше. Ово оружје, бидете сигурни,
дека не е мртво, не спи. Тоа оружје еден ден може да се појави пак. Додека државата не смогне сили да го собере целото оружје и во оваа држава да почнат да носат оружје тие што имаат атест, што имаат право на тоа, ризик е по безбедноста на Република Македонија. И тоа еден ден може да се скачи на глава. Беше збор тука од генерал Николовски дека криминалот, корупцијата, митото. Еден голем социолог од светска класа напиша дека некои држави имаат свој криминал, значи го држат, а во државата Македонија криминалот си има држава. Тоа не е шега. Значи, се што се случува, мора да помине низ тие раци. Не може човек да седне на клупа некаде и да биде раководител, а некој да не каже нешто за него. Се. Знае во чии раци е капитал и тој капитал практично раководи. Да не зборувам за политизацијата на сите општествени пори. Не можете да бидете член на партија да влезете негде на работа или да ви става за работите за нешто друго. Се додека тоа не се симне, тоа е еден голем ризик, затоа што постои центар кој си работи со тоа прашање. Понатаму, не е совладан се уште тероризмот. Тероризмот си има свој корен. Корените на тероризмот во Македонија не се уништени. Ако државата и тука не смогне сила, таа се бори тоа душање. Има закони, има полиција, има се. Меѓутоа, некои работи си одат покрај рака. И на крајот, како ризик, да ја подстам дека кај нас има многу цркви, односно многу верски заедници и не би рекол да сме многу национална држава, бидејќи тоа не постои во Македонија се уште, како законски акт, може да се каже општеството ни е многу национално, се уште постои така некоја замрена верска и национална нетолеранција. Таа постои се уште и е од поголемите ризици на нашата држава. Кои се надворешните ризици? Името. Луѓе, името не кола. Ние сме на тапет на многу држави во светот. Штом државата не сега да не вика со името Република Македонија, има нешто. А 125 не прифатија како Република Македонија. Но еве, разговараме за тоа, ние да се викаме по друго име, тие што не признале, не мора да не викаат Република Македонија. Ова ако не се реши, ќе има големи реперкусии. Бидејќи нашиот народ не верувам дека ќе сака да се вика подруго, освен македонец, Македонија, па била република, била вака, била онаква, меѓутоа Република Македонија. Со Шенген едно време имаме проблеми, но ова прашање државата успешно ќе го разреши најверојатно и од 1 јануари, како се слушате, дека нашите луѓе ќе може да патуваат во оквирот на Европа. Нашата црква не е призната, тоа од многу цркви во светот, некој не го признава. Народот, како народ, и така. Сето тоа се големи ризици. И гледайте сега, тој Шенген што ни направи. Практично, многу наши граѓани